Златниот медал кој што го доби младата кикбоксерка Марија Димовска, со неа ќе разговара колегата од Битола Стевче Митревски. Го имаме веќе во директно вклучување. Стевче, добро утро. Колку години има Марија? Ова дали е прв медал, прв успех кој што го постигнува или низа кои ќе се очекуваат веројатно и во нареден период? Повели. Јована, добро утро, тоа најдобро ќе ни го кажат нашите соговорници. Јас само ќе кажам дека се јавуваме од местото каде под тренерската палка на нејзиниот татко Александар течат во најголем дел подготовките на новата светска шампионка во кикбокс, мојата 16 годишна сограѓанка Марија Димовска. Марија, уште еднаш честитки, стивна ли еуфоријата и во која категорија си светска шампионка и што уште ќе биде запишано во аналите на македонскиот спорт за тебе? Па, еуфоријата да, стигната е. Јас запишано е тоа дека јас сум прв јуниор од Македонија која освојува светско првенство, а покрај тоа сум и прва девојка што во историјата на Република Македонија има освоено вакво големо првенство во вако. Така, нема лесен пат на едно светско првенство. Колку беше тешко пред да замините? Сонувавте ли за вако сон? Да ти го одговорам претходното прашање, јас сум новиот светски шампион во дисциплина low kick, помлад јуниори до 60 кила и имав две борби на првенството, од која финалната ми беше дефинитивно потешка, бидејќи полуфиналето ми беше со противничка која веќе ја познавам. И другото што беше? И другото беше, ајде ќе продолжиме понатаму, како е за еден млад спортист 16 годишен кога приема едно вакво одличие и при тоа синтонија македонската химна, ме интересира какво е чувството тоа? Чувството е навистина нереално. Јас уште не сум свесна дека го имам освоено светското првенство, тоа за мене не се осеќа реално. Само сум многу горда дека знам дека успеав, ова ни беше долгогодишен сон со татко ми, со тренерот. И какво е сега кога се движите низ Битола, какви се реакциите? Честитки на сите страни, од лево и од десно. Така, тука со нас и вашиот татко тренер Александар Димовски. Господине Димовски, колку труд, капки на пот, колку време е вложено за да се стигне до ова престижно признание? Прво, здраво на сите и добре дојдовте во нашиот клуб. Вака успехот кој го постигнавме не е случаен, нели ништо не иде случајно. Долго време се подготвувавме. Марија веќе 3 години е репрезентативец на Република Македонија во кикбокс и Мај Тај федерацијата. Првите 2 години беше на светско првенство каде не успеа да земе медал, потоа беше на европско првенство каде стана вице-европски првак, значи успеавме да земиме сребрен медал и сега конечно успеавме да стигнеме до овој пехар, до ова злато, за кое навистина напорно работевме и стигнавме до таа цел и сега сме горди, меѓутоа нема тука да застаниме. Сега кога веќе стигнавме до овај успех, сега задачата е уште потешка да останеме нели на врвот. Како е покрај рингот? Потешко ли е да се биде родител или тренер? Па за мене, пошто нели јас сум нејзин татко, е навистина тешко да бидам покрај рингот, за разлика кога водам нели некој друг такмичар од мојот клуб или во репрезентација. Многу потешко е да го одделам родителот и тренерот кога е таа во прашање. Меѓутоа, и јас некако со времето се прилагодувам. Како тренер, почувствувате ли во одредени моменти дека Марија е на добар пат да го постигне овој успех? Апсолутно. Значи, како што кажав претходно, долго време го спремаме ова и бев сигурен дека е на нивото стигната да може да го постигне овај успех и резултатот дојде. Донеодамна и вие бевте репрезентативец во машка конкуренција во кикбокс. Каква е соработката со федерацијата? Има ли помош кога се во прашање овие поединечни спортови и од другите останати општествени чинители? Кикбокс и Мај Тај федерацијата на Република Македонија под водство на председателот Дејан Митровски Јурко е буквално најмасовната и најдобрата федерација во индивидуалниот спорт моментално. Значи, носиме буквално најмногу медали од сите клубски надпревари меѓународни,
како и од секое светско или европско првенство се враќаме со големи успеси, така да тука во цело сме поддржани. Исто и околу финансискиот дел, значи можностите на нашата држава се тие што сте, меѓутоа нашата федерација никогаш не остава, така да во склоп тераме одлично. Така, крајот е разговорот ќе го оставиме за нејзиното величество светската шампионка. Марија ги достигна овие височини. Боди ова, но и обврзува. Што понатаму? Па дефинитивно нема да застанеме овде, како што рече и татко ми, мора да седиме на врвот. Од следната година преминувам во друга категорија, ќе бидам постара јуниорка и имаме цел да станеме европски prvак. Ако сега те прашам, со кого би сакала во рингот да се сретните во некој следен период, на некој следно европско или светско првенство? Па моменталната светска шампионка во постарска категорија, таа е во моја килажа светска шампионка, како постар јуниорка и би сакала да се сретнам со неа. Ви благодарам што бевте гостин, тоа е се од ова линковско вклучување. Студио. Благодариме, Стевче.